Ali naše je da kažemo kako što veli Allah dželle dželaluhu wa zakir fa inna zikra tanfa al mu'minin. A ti opomeni, može bi vernisite, će zemat pouka. Ono što ima a što će reći džehennemlijata? Što će reći džehennemlijata? Allah u Kur'anu veli وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. A ti će reći u džehennem. Zašto ste u džehennem? Ti će reći لَوْ كُنَّا, ako mi slušavme i razmisluhavme ona što ih okažuva, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ne može da budeme frljeni u ovoj džehennemski plamen i džehennemski ogan. Koja je pričina za džehennem? Što ne sluša čovjek, što ne obrnuo vнимание da nauči da čuje, što ne zna cijelta od njegovog postojanja na ovaj svijet, što je cijelta država džamija i što je cijelta od ova džamija. Da trošiš vreme, da gi polniš uši samo su zabava i su igra. Zato Allah dželle dželaluhu ko nam veli luđeto se fi gafletin, luđeto ušte se pasivni, a kijameto te mnogo blisku, je mnogo blisku. Zato najvažno nešto u ovoj život za koje naučnici kažuvat i alarmirat семейството и фамилијата. Денеска во свет постои идеја да се уништи фамилијата и семејството, бидејќи со тоа се уништува и верата. Овој план за уништување на семејство и на фамилија го користа со разни средства. Тие не денеска не војуват против луѓето со оружје. Денеска тие војуват со интернет во твоја куќа и во наши куќи. И затоа, ако ние не обрнеме внимание на овие работи, тогаш нашата пропаст е многу близко. Може би некој чита, може би некој не чита, да види што се случува во свет. Во Нов Зеланд и во Австралија на пасош веќе нема машки и женски род. Туку има машки, женски и икс, уште друг пол. Значи нема веќе само маш и жена. Денеска има и булјеш, и хомо, и лесбијки. И во Германија се прифати ова. Денеска што некои млади луѓе ги емитираат со обетки и со фризури и со фарби на коси, Германија и Швајцарија и некои други. Само во Германија во едно градче има 10 зообордели. Знаеш што значи зообордели? Јавни куќи со животни. Јавни куќи со животни. Во Данска на оглас на бандера пишува се бара конј за интимни односи. И овие наши луѓе овдека, наместо да земат оно што е добро и корисно, зема оно што е копија на западњаци и преврзнаци. Кој го измисли закон за рецесија? Кој измисли криза во светот? Знаете дека во 10-та точка на протоколи национисти
Ова кажувам за да знаеш дома што се случува. По 10-та точка на протоколи националисти пишува наша главна цел е да уништиме фамилијата. Како ќе го направиме? Преку интернет, преку телевизија, преку разни медиуми ќе уништиме. Ќе измислиме такви закони да човекот ти детето што си го родил да немаш право над него. И утре му ти шамар во Швајцарија, а и овдека почна во Македонија. Утре го дете, одма има број му дале од школа. Кога родителот дома ќе те малтретира, да се јавиш, ние ќе земеме по полициска станица. И детето ќе се биде одземено, твое дете што си го родил. Чиј е овој закон? Мислите исламски? Овој ционистички еврејски закон. Да те уништи тебе и твоја фамилија. А дали се свесни муслимани? Во Египет, статистика од Државен завод, 47% има развод на брак. 47%! Или подобро речено, од 100 брака, 47 неуспешни. Која е главна причина? Во Обединети Арапски Емирати, поради годишно разводи на брак и караница меѓу маж и жена, држава ја кошта $220 милиони. Најмалку што има развод на брак е во Палестина. Главна причина за разводи на брак се 4 работи. Прво, слаба комуникација маж и жена. Денеска не збори маж и жена кои проблеми ги имаат дома, кои проблеми ги имаат со ќерка или со син. Второ, не се познаваат доволно. Трето, секој го сватли живот на свој начин. Ќе гледа турска мисија или некој серијски филм и таа се замислува во Холивуд или во Истанбул. Така може. Ти имаш и маж, можеш да имаш и шваля. Може да живееш слободно. Никој нема право да се меша во твој живот. И четврто, мешање на некој други од страна. Свекор, свекрва и други работи. Девери слично. И доаѓа до хаос. Овие се само аларми. Значи, тоа аларм. Аларм, сигнал. Да ја сочуваме наша фамилија од некои надворешни и внатрешните пријатели кои сакаат да не уништат нас.